Македонски мој убав народе! Здравошиво граѓани на Република Македонија! Убав народ и убав ден. Среда пред Великден. Знаете ли што се случи пред околу 2000 години на денешен ден? Јуда го предаде Христа Бога за 30 сребреници. Се прашувам за колку сребреници денешниот Јуда ја сака да ја продаде Македонија. Не е на продажба. Нема цена со која може да се купи крвта на нашите предци. Убав мој народе, кога не би било толку сериозно и толку опасно, би било смешно, би било театрално. Знаете ли која е една од разликите помеѓу театарот и животот? Во театарот прво се крева завесата, а дури потоа почнува драмата. А во животот или во стварноста прво почнува драмата, дури потоа се крева завесата. Нам, браќа и сестри, на секој од нас и лично и колективно ни се случува драма, невидена стара античка драма. Драмата има и пролог. Од југот ќе се појави црномуресто момче од родот македонски. Ќе се обиде татко свој да убие и мајка родена да обесчести. Ќе се обиде земја своја да испогани и народот свој да го предаде. Ние родените 2000 години по Христа, ние кои сме дарени со слободна волја да одлучуваме за себе и за својата иднина, се спротивставуваме на таа судбина и на тој фатум. Нема да дозволиме да се остварат тие црни сценарија, колку и да гракаат црните гаврани и врани. Се прашувам, на кого и зошто му пречи постоењето на македонска држава и на македонскиот народ? Навистина не знам на кого му пречи. Сите многу добро знаеме, а знаат и нашите негатори, дека клучот за стабилност и мир на Балканот е стабилна и мирна Македонија. Останува да заклучам дека постоењето на Македонија најмногу им пречи на противниците на мирот. Им пречи на пците на војната. Им пречи на производителите на оружје. Им пречи на трговците со човечки кожи. Им пречи на алчните за власт и жедните за крв. Драги пријатели, оваа зграда пред нас, што ја гледаме, не е само обична сценографија од представата. Ова се нарекува Народно собрание. Но не е самата зграда тоа Народно собрание. Народното собрание го сочинуваат народните представници, народните избраници и народните пратеници. Се разбира ако се народни. А ако се однародени, значи не се народни и не се наши пратеници. И не знам кој и зошто ги праќа да ја спроведуваат туѓата тиранската платформа.
А ги знаеме имињата. Знаеме како се викаат. Нивните коцкарски пајташи ги викаат камикази. Дадено им е гориво само за во еден правец. Дадено им е гориво само да го потонат бродот Македонија, а не и да се вратат. Мора да се свестат дека тоа е карта за во еден правец. Оттаму нема враќање. На рамењата им утрапиле по еден ранец, а тие кутрите мислат дека се падобранци. Што разбира камиказа од Муртино, што е ранец, што е падобранец? Македонија! 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 Не знам и не сум сигурен дали се свесни и дали знаат што прават. Ние, драги пријатели, одовде, на овој ден во очи на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, Великден, ќе кажеме прости им Боже, не знаат што прават. Но не сум сигурен дали навистина не знаат што прават и против кого прават. Навистина не сум сигурен. Се плашам дека се обидуваат на мала врата да ја протнат двојазичноста и бинационалноста. Се плашам дека директно работат против интересите на унитарна и мултикултурна Македонија. Сите овие денови наназад, овде, се собра народ за заедничка Македонија. Овде сретнав не само македонци, сите вие многу добро знаете. Меѓу нас се сите, и власи, турци, и срби, и египјани, и роми, и бошњаци, и евреи, и грци, и бугари. Овде, браќа, овде е присутен, бидете сигурни, и Христос, и Буда, и Јехова, и Аллах. Само никако меѓу нас да го видам македонскиот камиказа од Муртино. Веројатно човекот вежба некаде. Го вежба последниот кукавички лет. Летот на орелот околу мршата. Се излажале, драги пријатели, жив е македонскиот народ. Пожив отпорано е македонскиот народ. Македонскиот народ се разбуди од анестезијата што му беше вбризгана во неговите жили уште далечната 91 година, кога го оспорија и негираа македонското име, а со тоа и македонскиот јазик и народ. Анестезија која беше злобно и нестручно изведена, наместо со остра спинална игла,
рđosana šajka zabodea во кичмата на македонецот. После тој обид за еутаназија, природно беше организмот да го зафати сепса или да се затруе. Тоа ни се случи во 2001 година. Едва и успеавме раните да ги подзалечеме, но последиците се видливи. Одново се појавуваат фурункулуси или чиреви во македонското тиво. Медицината има леки за тоа. На латински се кажува ubi pus ibi evacuo. Каде што има гној, пресечи да истече, за да се спаси здравото тиво. Пробувавме и се уште се обидуваме да помогнеме со медикаменти, со илјачи. Ако и тоа не помага, ќе мора да се употреби скалпер. Политички скалпер. Ќе мора да се направи инцизија, односно да се исчисти и да се издренира гнојот, за да се спаси организмот. Само што овој пат скалперот е во рацете на народот. Народот! Народот одлучува за својата иднина. Бидете сигурни, македонскиот народ од политички објект стана субјект и самиот одлучува за својата иднина и за својата судбина. Македонскиот народ и сите граѓани во движењето за заедничка Македонија веќе 45 дена наназад сплотени. 45 дена соборно сплотен народ во одбрана на своето. 45 дена чекориме и го одиме патот одново и одново, како и наназад нашите предци. Ако е потребно, уште 1000 пати по толку ќе изодиме. Подобро е да умреме на нози одејки и борејки се за Македонија. Отколку цел живот да клечиме со читка на кичма. То се не направивме да се свестат трговците со македонските интереси. Чекоревме, кажувавме, рецитиравме, пеевме, игравме, свиревме на разноразни инструменти. Браќа и сестри, пријатели мои мили, знаете ли кој инструмент извршил најголемо влијание во историјата на светот? Тоа не е ниту виолината, ниту пијаното. Ќе се изненадите. Свирчето. Мир, за да се дослушаме. Свирчето, така велат. Свирчето кога е во устата на полицаецот. Но овој пат свирчето е во рацете на македонскиот народ и на сите граѓани за заедничка Македонија. Да ги поздравиме со свирче сите оние кои се за двојазична Македонија, оние кои се за промена на името, знамето, химната и грбот. Да ги поздравиме сите оние кои ја загрозуваат мултикултурноста на Македонија, сите кои се за бинационална држава.
со едно големо уа. Сите кои одработуваат за сонот за голема Албанија. Уа! Стопати уа! Уа! Уа како граѓанско право! Уа како спортски дух! Уа како пркос и бунт на народот! Уа од ниска биолошка сексуална чакра! Како опомена за сите кои си играат со нашата судбина и со судбината на Македонија! Да живее Македонија! Да живее Македонија!